чувствуваме удобно каде што сме. Се навикнуваме на пријателите, на работата, местото каде што живееме. Дури кога не е совршено, го прифаќаме. Нова генерација на млади луѓе кои носат свежина на македонската музичка сцена. Не само што активно креираат, туку и ветуваат многу. Овие три момци работат напорно за да биде препознаен нивниот талент, но настојуваат да останат запаметени по нивните дела. Музички дела по кои огромна фан база лудува по нив. Во Скопје има толку млади урбани дечки со кои што може да дознаете многу новости што се случуваат во овој модерен свет. До мене се наоѓа Дейвид Блек или групата за која што сега ќе дознаете малку повеќе. Здраве, добро дојдовте во Ексклузив. Здраве, добар ден, фала ви многу што ни имате овдека. Ја почитуваме вашата програма и тоа е тоа, се надам дека ќе имаме дијако интервју. Твоето име е? Дейвид Блек. Ти си Дейвид Блек, ти? Моето име е DJ Боно, иначе Борјан Илковски сум во правилно име, ако прашуваме за правилно име. Така, верувам дека и за тебе сака да знаат. Александар Ризински, толку. Па толку реално, што да кажам поише за мене. Не, заследете ме на Инстаграм Алекс Ризински. Always plug, shameless plug. Така, морам да признам дека таа свежина и насмевка е секогаш присутна кај младите, така сте и вие. Може ли нешто повеќе околу Дейвид Блек и она се што се случува на таа музичка сцена? Јас одека, мислам, сериозно музика сум више некои 4 години, али некако, не знам, цело време се врти се у круг и како да нема место за мене, со сега. Мислам, еве и вие, како и пред некој ден за утринска на Телма, беше првите некои што сакаа да не изјават нас у мејнстрим медија. Обично сега бевме underground или само на YouTube. И ова е многу голем дел за нас, пошто излагаме од тој underground свет кај што се наоѓаат многу луѓе и сакаме да го покажеме тоа што го имаме ние и многу млади кои луѓето не го гледаат тој, немаат шанса или немаат пари за да одат у некој профи студио, па затоа ние им даваме шанса на сите за да направат нешто такво ново. А што правите? Што правите ви? Ние сме, значи, нова оформена продукција како New Chapter и буквално ние одиме по улица, наоѓаме некој што е добар, го носиме у студио и пробуваме да направиме нешто од него. Сакаме да го сакаме да го вратиме Скопјево у таа јачина што било некогаш, пошто сега Има многу неискористен потенцијал и многу неискористен квалитет и тој квалитет не добива шанса да исплива никаде. Епа ние сме тие што сакаме да му даеме шанса да исплива некаде. Дечки, навистина ми е многу драго што сте вие баш тие креатори на новата генерација на млади луѓе кои што ќе прават музика. Нешто повеќе за твојата улога во сето ова? Јас веќе не сум многу голем член и долго време не сум во екипава, али станав за пред еден месец точно. И веќе дадов шанса на неколку дечки кои не можам да ги поздравам сега бидејќи сум баунсе во еуфорија. Потресен? Да, јас сум диџеј, сите ме знаат како диџеј, се бавтав со многу работи, се занимавав да не бидам така вулгарен, да бидам малце со македонски дијалект и литературен жан да користам тука. Долго време се бавтав со музика и одлучив да преминам во друга тема на музиката, каде што се занимавам со диџејство. И веќе дадов шанси на неколку диџеи кои нема никаква шанса бидејќи не им веруваа. Давид, пред да започнавме со снимањето, ти нешто се движеше, снимаше, која ти е другата професија? Втора професија е што јас сум влогер, јутубер. Поточно не сум Секојдневно јутубер. снимаш? Да, мислам снимав секој ден, но више не, сега снимам секој петок. David Black Vlog, subscribe. Муабетот е дека не се сметам за јутубер, пошто јутубериве кај нас прават нешто сосема што мене не ми се свига, пошто само деца ги следат и ја пробав да направам нешто што може и поголема публика да го гледа. Што правиш ти? Го влогам секој мој ден и правам работи што не би се осмелил било кој да ги направи. Пример, кај него на канал пред некој си месец дена, снимавме видео, одевме на улица и прашувавме луѓе вака како вие што не прашувате моментов, кој е постар, дали Александар Македонски или Исус Христос. Така. Кој одговори точно, ако имаше поише точни? Имаше такво нешто се вртеше по сите социјални мрежи. Да. И сега, ако одговоря поише грешно, ја требаше да се соблечам по гаки и да се шетам гол низ центар, а ако не, он... Бидете подготвени за свеж бран на македонската музичка сцена.